Ново утро се буди над Радовиш. За мештаните на ова мирно градче, само уште еден ден кој, како што велат, ќе го прекратат со кафе муабет. Но некаде во пукнатините на здодевното радовишко секојдневие се раѓа еден сон. Да се биде триатлонец не е лесно, а да се биде 14 годишен триатлонец од Радовиш е вистински предизвик. Но сонот на Давид Мијалов ги надминува 60 квадрати без парицата и македонските граници. Неговото остварување започнува секое утро во 5:30. Будното око на таткото Милче го следи секој чекор. Дојде до одреден момент да јас повеќе немам контрола над него во однос на секундант, каде што тренизиве стигаа секојдневно, а јас во обврските работни како во армијава немав повеќе време да му ги дадам. И едноставно решивме дома дека е потребно некој да биде жртва. За жал или за среќа, не знам ќе каже времево, решивме дома, одлучивме да мојот работен однос самоиницијативно го прекинам со образложение сами на себе како фамилија дека крајно време е да се посветиме таму каде што ни е место, а тоа е семејството и успесите на Давид. 375 метри пливање, 10 километри велосипед, 2,5 километри трчање. Во земја каде децата сонуваат да станат фудбалери и кошаркари, како ли се раѓа љубов кон триатлон? Почетокот на 2012 година на базенот во Радовиш имаше деца кои плива, потоа одеа да возат велосипед или трчаат. Па јас како љубопитно дете сакав да пробам, ги прашав моите родители дома, ми одобрија и почнав да тренирам. Првата трка ми беше во Маврово, триатлон првенство, каде што успешно ја завршив трката и оттаму почна се. Скокаш една минута и држиш од 35 па нагоре. Па 5 минути па пушташ, па скок, па спушташ. После правиш 5 минути лагана пауза, ама скрос лагано. Па наутро во 6 часот одам на трчање, потоа одам на училиште, па после училиште одам на возење велосипед и во приквечерните часови или одам на пливање или трчам повторно. Интелектот постои, значи интелигенцијата кај Давид е тука, може да се носи со тешкотите, ама тука се и наставниците кои се во соработка со него, исто така и родителите кои повеќе се залагаат, се одржуваат дополнителни часови кои има потреба од тоа и тука исто така и другарчињата му помогнуваат и ние доста сме коректни како бидејќи сметаме дека тој ќе биде гордост на нашиот град, на нашето училиште, ќе не представува и нас како добри наставници и тој триаголник на соработка помеѓу родител, наставници и ученик секако дека постои за да има успех како што има. Секогаш му стоиме на располагање колку е во наша моќ да му помогнеме. Она што е испуштено се трудиме да се надокнади, се во интерес на Давид и се во интерес на спортот и резултатите кои што тој ги постигнува. Време за одмор многу нема.
патот до базенот не е баш вообичаен. Во Радовиш нема доволно услови, па одам на пливање во базенот Сириус во Струмица, а возење велосипед правам на регионалниот пат Радовиш Струмица или Радовиш Тип. Доаѓам со велосипед, возам негде околу 50-40 км, а пливањето ми е околу 3 до 4 км. Морам да ги правам тренировки по пливање, бидејќи тие се најпотребни во овој спорт. Во Македонија Давид е неприкосновен, а добро го знаат веќе низ Европа. И победител в днешното състезание Давид Михайлов от Македонија с време 28 минути и 17 секунди. Но каква е жртвата за да се стигне до еден пиедестал? Ви требаат 360 дена режимска исхрана. Ви требаат околу 280 дена тренинг во трите спорта. Ви требаат план за календар за патување. Ви требаат пари за опрема, која што е многу скапа. Ако знаеме дека еден сервис на еден велосипед годишно чини околу 2000 евра, ќе се земе за податок дека вкупната бројка на годишно ниво со сервис и слично нека да допира до 1 милион. Ќе мора сами да бидете жртва. Што ми вреди автомобилот, ако тој не може да отиде на трка, тренирал 3 месеци за таа трка? И која е вредноста на автомобилот пред куќа? Која е? За мене е небитна. Во моментов обстанувавме на начин таков каков што имавме момент за да му помогнеме. Сме земале услови, кредити, автомобилот. Не знам, може утре ќе треба уште нешто друго да направиме, но ама се надевам дека свеста кај општествената одговорност кај одредени приватни и државни институции, не знам кои уште све не, ќе најдат добле сила да не само на Давид, и уште такви као Давид има сигурно уште многу, кај што ќе почнат да расте свести и да се инвестира во истие. Општината помага со околу 2000 евра, што одвај го покрива одржувањето на велосипедот. Неофицијално дознавме дека општината за спорт издвојува 12 милиони денари годишно. Се обидовме околу бројките и распределбата да ги прашаме надлежните, но наидовме на затворени врати и телефони. Сепак, постојат радовишани кои Давид го гледаат како многу повеќе од радовишки триатлонец. Ние се определивме и скоро секој месечно во границите на нашите можности го спонзорираме Давид, во очекување дека тој тоа ќе го оправда, досега го оправдува и дека од нашите простори ќе излезе еден врвен спортист со кого ќе се гордее и градот, а и ние како Бучим, како комбинат. Далеку од фотообјективите и од интересите на надлежните, под падините на Плачковица се раѓа еден олимписки сон. Несомнено е дека доколку Давид успее да го досонува овој сон, сите ќе сакаат да бидат дел од него. Но вистинското прашање е, додека овој сон сега се раѓа, кој е оној кој ќе има на вистина доблест да му помогне македонското знаме на вистина да ги огрее 5 олимписки кругови? Денот полека завршува. Па си ми спред фудбале. Пола бразилките си упријатни. А ти на цигар си, оди са на цигар. Одите на сај. Кога говориме за можебите и за некои подолгорочни планови, кои се твоите дострели кои што ги сонуваш да ги оствариш со триатлонот? 2024 година да отидам на Олимпијада и да бидам меѓу првите 3 места на европско или светско првенство.